Штрајкот во образованието и градинките продолжи и денеска. Во училиштата не се изведува настава додека во градинките се згрижуваат деца кои се носат, но не се изведува таму воспитно-образовниот процес. Истите се сместени во поголеми групи, во Струмица во главната детска градинка, но и во градинката кај Никола Вапцаров. Штрајкот на СОНГ доби поддршка и од вработени кои не се членови на синдикалната организација. Во Струмичко Радовишкиот регион не се изведува настава во нито едно училиште, посочи регионалниот координатор на СОНГ во Струмица Никола Џолев. Во сите училишта 100% се одвива штрајкот, значи вработените се на своите работни места, но не извршуваат работни задачи, па може да кажем дека и поголем дел, не поголем, него и сите училишта се и празни. Имаше деца, некои доаѓа од утрината на училиштата, но потоа си замина, така да училиштата се празни. Во градинките има деца, но и не дел од вработените, значи ги примаат, не обавуваат воспитно-образовно задачи, но сепак примаат деца. Вчера регионалниот координатор на СОНГ за Гевгелиско-Валандовскиот регион Даниела Караманова изјави дека притисоци се забележени во градинките во Гевгелија, Валандово и Богданци, каде поголем дел од вработените не штрајкуваат. Притисоци за штрајк има во градинката во Богданци, значи не се штрајкува. Значи таму притисоците се најголеми. Во градинката во Валандово имаме 17 кои штрајкуваат, од, мислам, 50 вработени да не се. Во градинката во Гевгелија 43 штрајкуваат од 117 вработени. По планево, представници на СОНГ се повикани во владата на разговори. Членството бара зголемување на платите согласно минималната која што беше донесена пред извесен период од страна на владата.